Клучната промена е довербата. Политичките елити не веруваат во граѓаните. И верувајте ми, ова не е ниту флоскула, нити делузионистичко мислење, ова е основа. Од недовербата на политичките елити кон гласачите настанува целата оваа лоша комуникација. Вие имате, замислете една соба со 4-5 силни актери кои што го имаат во рака, имаат моќта во рака. Апаратот на принуда, како се вели тоа правно, и кој што на граѓаните викаат мораш за мене да гласаш, ако не гласаш за мене вака. Не, ти немој да гласаш за овој, прави ова, слушај ме, само јас зборувам вистината. Знаете, тоа се претвара во една таква хипноза, па дури и булинг би рекол врз луѓето. И тоа кој ќе го сведете комуникацијски на основата е всушност заради недовербата во граѓаните. Знаете како вие викате, јас имам најдобра програма, ама не верувам дека граѓаните знаат тоа да го препознаат. И сега, втората ситуација која што имаме, кога ве гласаат, граѓаните се свесни, демократски потковани, паметни. Кога не ве гласаат, тие не се разбираат, изманипулирани се, во наводници според партиските кои се прости, така натаму. Тоа не е здрава комуникација на зрели, одговорни политички елити и партии со своите гласачи. Значи, вие мора да разберете дека некогаш играте најдобро, имате најдобри адути и тие победуваат природно. Некогаш немате и тие губат. Мора да се најдете грешката. Некогаш имате најдобри, но политичките противници ваши имаат подобри од вас. Едноставно тоа е борба, тоа е надпревар, тоа е еден процес кој не случајно се обновува на секои 4 години. Односно, ако земете 3 типа на избори, малте на секоја година.